Противпожарната служба во Битола во саботата на 20 мај го одбележа традиционално денот на пожарникарите. Поточно, оваа противпожарна служба одбележа 181 година од формирањето на противпожарната служба во нашиот град. Да го погледнеме прилогот. Битолските пожарникари денеска го одбележаа денот на пожарникарите 20 мај. Прославата традиционално почна со свечено постројување на пожарникарите и положување на цвеќе пред споменикот во дворот на противпожарната служба во Битола. Ова е голем ден за општина Битола затоа што прославува 181 година од постоењето на територијалната противпожарна единица во Битола, рече командирот Поповски. Голем ден на пожарникарството во Република Македонија, а уште поголем ден е за градот Битола. Заради тоа што точно пред 181 година на ова место се формира првата организирана противпожарна единица која што и тогаш 1836 и денес е единствена цел е за заштита на граѓаните од пред се од пожари и други опасности. Овој ден кој што треба да ако е некоја традиција во државата и во градот Битола е токму овој ден. Значи, затоа што уште по тоа време единствена организирана единица на Балканот се одржа на овој простор. Во името на вработените од територијалната противпожарна единица, на сите граѓани на општина Битола, им го честитам, односно им посакувам добро здравје и со едно убедување во зависност од можностите и капацитетите кои што во овој момент располага територијалната единица Битола, секогаш ќе бидеме во нивна заштита. Најголемиот проблем со кој се соочува противпожарната служба во Битола е малиот број на пожарникари. Проблем, единствен недостаток во овој дел на функционирањето единицата е на жалост малиот број на пожарникари, затоа што бројката 37 пожарникари е 50% до она што треба да имаме единицата. И со таа бројка ние затоа што вработените се големи професионалци, го надокнадуваме тој недостаток во бројка со единствена цел со големи ангажмани, прекувремени и така натаму. Противпожарната служба во Битола покрива територија од 1470 километри квадратни. На располагање имаат 15 возила, од кои за интервенции се користат само 9. 181 година од формирањето на противпожарната служба во Битола е доволен повод денеска да разговараме со командирот на оваа служба Костадин Поповски. Добре ни дојдовте во студиото. Како што видовме од прилогот, на 20 мај традиционално секоја година Битола го одбележува денот на пожарникарите. Ви благодарам на поканата да присуствувам во утринска програма, а во уште еднаш на сите граѓани, односно на сите професионалци, доброволци, односно сите лица кои се занимаваат во скопот на заштитата од пожари, им го честитам празникот денот на пожарникарите во Република Македонија. Како што кажав, традиционално е одбележувањето на денот на пожарникарите во противпожарната служба во Битола. Видовме чинот каде што секогаш сите пожарникари се надвор, имате збор вие тука, ги имате исто така, доаѓаат на денот на одбележувањето и оние постари пожарникари кои што работеле некогаш во службата. Да, ова е голем дел за Битола. Значи, дефинитивно голем дел за Битола, затоа што да имаш традиција 180 година, да имаш традиција, градот да има таа традиција, е за респект и за почит, кој што мораме на ваков или таков начин, некогаш погламурен, некогаш поинтересен и некогаш вако, да речем, секој дневен, значи ништо посебно вчера во саботата не се случуваше, али сепак е тоа едно обележување кој што сакаме да ги со тоа да ги подсетиме првен граѓаните дека на ово место се формира првата организирана единица за заштита на граѓаните, дека тука е традиција месечни единица која што си има свој белек, единица која што треба и докажуваме како се развивала и моментално да кажеме единица која што како е сега во овој момент. Така да тоа е голем ден за Битола, уште поголем дел за Републиката, а и во тој период пред 180 години бевме први на Балканот, а Балканот тогаш не беше добран, не се беше малце во погорните делови на Европа. Значи, се надевам дека ова традиција
со текот на времето ќе биде уште поголема и би требало да биде уште поголема. Ете што само еден податок, како ние имаме 180 година од единицата формирање, Париската бригада има 195. Значи, Близко сме. близко сме во тоа. Мислам, ова само компарација што значи годишнината, ова голема бројка, висока бројка. Да. Еве, ако се вратиме во историјата, предпоставувам дека ја знаете, како било пред 180 години, колку пожарникари имала првата година кога еве била формирана оваа противпожарна служба, како што рековте, најстара на Балканот, не само кај нас. Па да, првата единица пожарникари, или тоа време ги викале јанганџи, броела 15. Значи 15, каде што имало командир, иста формација, командир, заменик командир и 15 извршители или пожарникари или јанганџи. Значи, ако 1836 имало 50, сега сме 2017 имаме 34. Зошто толку во Битола е формирана првата противпожарна служба? Па да, во тој период Битола беше историски град, економски развој во Отоманската империја, каде што све што се случеше во Румелијата, мислам, нели, ово беше румелијски делот на Румелија, беше центарот на ова област. Све што се случуваше во Битола, многу и така да беше развиено занајчиството, беше развиено дуќани, голем број на дуќани, занајчи, трговци и така натака. И претходното 34-та, поготово 35-та година, имаше страшни пожари во Битолската чарша и румелискиот валија, значи во тој одлучил дека мора да има тоа, затоа што тоа беше периодот зачетокот, значи уназад на 10 на 20 години, во организирана противпожарна действија од останатите делови на Европа, како што реков, во Франција, во Белгија, во Англија, и затоа што и тоа беше општество кој што имаше организиран систем на сите работи, и затоа се одлучи на таа работа. Така да, тоа е тоа. Колку било, значи во сите тие акции имаме ни поседуваме некои слики, значи од историски архив, мотено учествувале сите граѓани. И благодарение на тоа, на заинтересираноста на граѓаните, кога виде бенефитот што значи организирано да се справува со таква опасност, е тоа да 1884 година е формирано првото доброволно друштво пак во Битола. Што значи све што е поврзано со пожарникарството во Република Македонија на Балкана почнува токму од Битола. Ајде ќе се вратиме сега назад во денешно време. Ќе зборуваме повеќе за работењето на противпожарната служба во Битола. Колку вработени имате денеска, со колку возила располагате? Па добро, оваа бројка стандардна последните 4-5 години што не се менува. Значи, ако сум го кажал пред 5 години, исто сега ќе го кажам, значи, исто во овој момент имаме 15 возила, во моментот 6 не се за употреба, до трајање се со поминат рок на трајање, неисплатливо да се одржува, така да располагаме со 9 возила, тие 9 возила, 4 се специализирани за пожари на отворен простор, или тие што викаме шумските пожари, останатите се навални возила, цистерни, придржни, односно за превоз на патници. Тоа што се однесува за возилата, што се однесува до персоналот. Ние имаме 37, ајде морам да кажем, пожарникари. Од тие 37, 1/3 се со недефиниран статус на работа, затоа што 13 од нив се со преку агенција за вработување, останатите се условно, кажем, неопределено работно време, али сите се пожарникари. Значи, тука не можеме да правиме разлика. Зошто овие се онак? Значи, тие се примени и работат како пожарникари. Статутот во смисло на образование и тоа е тоа. Ова е најголемиот проблем со кој се соочувате, тоа е бројот на помалиот број на пожарникари. Колкава е бројката која што еве треба да ја имате за да функционира нормално противпожарната служба во Битола? Вие функционирате нормално, како што рековте и самиот на денот на прославата, се трудите и покрај тоа што напола треба да биде зголемен бројот, секогаш да се изврши должноста. Ние мораме да функционираме. Јас многу пати го потребувам тоа да функционираме. Да, ние мораме да функционираме. И 10 имаме, со 10 ќе функционираме, и 20, 20, и 30, и 70, значи ние мораме да функционираме. А како ќе функционираме, тоа е веќе работа на самата организираност и поставеноста до самата единица. Ево,
согласно законските акти, единицата Битола покрива 1478 км квадратни површина. Втора општина која што има најголема површина на покриеност. Прва е Прилепската општина, па после се ние. Од тие 1478 км квадратни, прецизно не фаќа, али негде 60-65% е планински дел, значи шуми и голини и така натаму. Останатите тераничарски. Покриваме, се заштитуваме негде околу 102.000 граѓани. Значи тука се граѓаните на општините Битола, Новаци и Могила. Ако одиме со постојните законски акти, кои што е во законот за пожарникарство, на 1500 жители ние треба да имаме еден пожарникар. Значи негде бројката колку е? До 69, 70, а ние имаме само 37. Што значи 50% е намалено. Тоа е законскиот акт. Не мора, ќе викаме максимум да биде исполнет тој број. Значи да дојдеме кога би дошле до бројката 60 пожарникари, тогаш она функционалност, што стално да кажем, ќе биде далеку поефикасно. Зашто едноставна причина, затоа што ако во една смена имаме оделение или вод кој ше на смена, он има 12 до 13, 14 пожарникари и се случи пожар. Значи, тогаш нема што да размислуваме дали ние ќе пуштиме 3 пожарникари, него се знае, се пуштат 2 екипи со 5, 6, 7 пожарникари со 2 возила и тогаш таа екипа е, мислам, таа група или тие групи се далеку поефикасни него додат со значи, тоа е една разлика функционалност. Јас се надевам дека и не само на локално ниво, него и на државно ниво, значи мора да се размислува на овој проблем. Сите се соочуваат со тој проблем, како што кажавте и вие, не само против пожарната служба во Битола, туку и останатите служби во земјава. Дефинитивно сите територијални противпожарни единици во Македонија го имаат истиот проблем. Едноставно малку се вложува, малку се размислува. Значи се Зошто? Што треба да се смени? Значи, знам и сигурно сум дека ќе има млади заинтересирани кои што сакаат да ја работат оваа професија. Зошто тогаш не се вработува? Немаме доволно пожарници. Во Битола има млади, значи млади кои што ја сакаат оваа професија и сите овие сегаш група на вработени што се преку агенцијата и тие се исклучително млади деца кои што по 10 години биле почнале како доброволни пожарникари, па стигнале до фаза на тоа. Не само тие, него има и други обучени млади деца кои што го завршиле курсот за пожарникар, за професионални пожарникар, значи ги нема. Зошто е тоа така? Ме прашате. Едноставно, така е заради тоа што самата поставеност на противпожарната заштита на државно и на локално ниво е пореметено. Ние, како служба, делуваме исклучиво само со 3 закони. Значи, закон за пожарникарство, закон за заштита и спасување и закон за локална самоуправа. Значи, оние што не се директни. И со неколку десетина подзаконски акти. Кога беше трансформацијата на Министерството за внатрешни работи 2005 година, единиците на територијалните противпожарни единици влегоа во склопот на локалната самоуправа. Сметам, и тогаш сметав и сега сметам, затоа што ова го кажувам, си земам моје лично ексклузивно право, затоа што 36 години имам работно искуство исклучиво во заштитата и во организацијата, не само за заштита од пожари, него во сите останати. Сметав и тогаш и сега направена погрешна реорганизација. Треба да се смени тоа? Треба, апсолутно. Значи, направена реорганизација, што викаат народски, сметка без кршмар. Зошто? Затоа што сватија и секаде тоа така, не само во Македонија или на Балкан, него во Европа, пожарникарството е скапа работа. Значи, најскапа работа е. Значи, и големи развиени земји вложуваат и имаат проблеми. Значи, сигурно дека ги немаат такви проблеми кои што ние ги имаме, али ги има проблеми во функционирање. Кај нас не се вложува, имате веќе 4-5 години, како што беше кажано, нема ни нешто ново обновено кога е во прашање опремата и возилата. Па, ние функционираме со истата опрема и со средства кои што биле 2005 година. Од 2005 година, благодарение на
соработките кои што ние ги имаме градот Битола или лично јас како поединец со европските колеги, доаѓа некоја донација, значи колку толку задоволително, значи не е свено да работиш и функционираш со пример со нов сет за технички интервенции или да интервенираш со нов стар сет 15 на 20 години. Па затоа ние се снаѓаме, имаме по 2 такви стари, за да не дај Боже ако зате. Значи, ова сакам да кажам да ви го доволам сликавите дека друга е нова опрема, софистицирана, друга е стара опрема која што ја добивме на ваков или онаков начин. Значи, и имаме добиено 2 возила од владата. Све останато е опрема, значи возила за текнати од тој период. Втора работа, во однос на, да речем, пак и се граѓаме на персонални состав на пожарникарите. Кога слушните бројки дека од 1994 година до пред 3 години, кога во Македонија немаше организирана образовна институција за пожарникар. Значи, нема пожарникар. И да сака некој пожарникар, да из некој, хајде речем, работодавец во државата да прими пожарникар, до 3 нема, затоа што нема образовен систем. Значи, и то се гледа колку бил пристапот на ова служба. И затоа сето се водеше до она што викам јас функционира. Да, функционира. Како треба да изгледа, еве, ако еве се реши да противпожарната служба делува надвор од рамките на локалната самоуправа? Значи, мора да имаме ние титулар. Ајде, народ се каже, ние немаме татко. Значи, да, работодавецот, градоначалникот е работодавец. Дефинитивно. Затоа што тука не се сите што викаме законски акти, решени и така натаму. А во законите за локална самоуправа, во законите за заштита и спасување, во законите за пожарникарство, ние сме единица и ние сме во склопот, значи пожарникарството е во склопот во единствениот систем за заштита во Македонија. Што значи? Тоа значи дека ако сме во тој систем, значи ние мораме да имаме командна одговорност, значи државна титулар, значи некој што ќе не командува, односно ќе раководи со единиците во случај на поголеми несреќи, пожари, како што сме ги имале. Во овој момент законски е регулирано тоа да биде преку дирекцијата за заштита и спасување, преку нивните штабови за заштита и спасување, кои што ги имат на државно ниво и ги имат на регионално и, да речем, општинско ниво, да, постојат законска регулатива, кажува дека во случај на поголеми пожари, од кога единицата не може да се справи со пожарите, од кога локалната самоуправа не може, тогаш целото раководење и командување го презема дирекцијата за заштита и спасување, а таа е државен орган. Да, ако е веќе државен орган, значи истата таа дирекција, по логично на тоа, треба да се грижи и како се опремени тие единици кои што ги ангажира. Иначе интересен поема за граѓанството по широката јавност, затоа што сметам дека многу малку се запознаете. Како се финансира? Со кој буџет располагате секоја година? Па буџетот е еве не е никаква тајна, во Битола единицата располага со спрема буџетот кој има со 3 милиони денари за тековно функционирање. Поправка на возилата. Тековно функционирање, струја, вода, тековно одржување, гориво, мазиво и така натака и така натака. Заради тоа што буџет општината, територијалните противпожарни единици согласно Законот за пожарникарство се финансираат во 3 основи. Значи ги се финансира со 2% од премијата од осигурувањето на моторните возила при технички преглед. Тоа е некаде од прилика 2 евра. Значи, секој возило од таа премија. Понатаму се финансира од донации и се финансира од буџетот на општината, значи буџетот, тоа е третата таа ставка, и од државата, во смисла на донации. А за разлика од тоа, сега државната институција, нешто дека преноси, кога имаме големи несреќи, значи пожари, тоест државата, да речеме, преку дирекцијата за заштита и спасување, она 12% од премијата на осигурување на објектите од пожари.
Затоа што сите поголеми објекти, гиганти, Кромбрт, Сокота, Пре, се осигурани и помалите, се осигурани од пожари. Нивната надоместок е 12% од таа премија оди за заштита од пожари, доаѓа во дирекцијата, која што е обврзна, законски обврзна, за да ги опремува единиците на територијалните противпожарни единици со средства и опрема и така натаму. На колку време треба да се тестира опремата која што ја имате и на колку време се тестира кајна, затоа што рековме дека веќе 5-6 години нема ништо ново кога е во прашање опремата. И тоа е проблем на државно ниво. Проблем затоа што и тој проблем на заштита и тестирањето на средствата и опремата кај нас не е регулиран. Кај нас има правилник за заштита и контрола и испитување на опремата од 70-тите години. Тоа е, значи, ние тројца сега во студијето, ќе одиме ќе тестираме опремата на камерата. Јас ниту знам ни камера, ниту останатио. Он снимател може знае што е камера, ви не знае внатре што е направено. Значи се формира комисија, начело со командирот, и уште еден работи, ние од општината, и сега ние треба да тестираме дали е исправна противпожарната скала, дали е исправна противпожарниот опасач, јажето, шлемот и така натака и така. Значи не е тоа. Тоа може би било во некој си период 70-тите, 80-тите, сега живееме ние во друг период. Ние сега пожарникарството функционира и ги презедовме сите европски стандарди за заштита кои што ги има во Европската унија. Ама немаме опремата која што има Европа. Опремата е слична, само што таму заштитното оддело го зема тестирано и после 2 години се знае оди на проверка, ако не е тоа исправно му дава ново оддело. Ние и да земиме ново, имавме едната среќа единица да пред 4 години преку проектот со Фајерштит со соседна Лерин ги зедовме тие заштитни опрема, значи добро ни дојде, али еве помина 4 години. И се ние не знаеме дали таа опрема, значи во кој степен можеме пожарникарот се осеќа заштитен. Зашто? Затоа што нема институција која што ќе го провери тоа. Да не дискутираме за боците, за изолационите апарати. Имаме изолациони кои што пожарникарот не може да замисли, значи не може да замисли да врши интервенција во зачадени простори ако без тоа. Ние што ако боцата с неја атестирале на 5 години, кога зашто? За да го мотивираш, треба да му даеш услови. За да ако му даеш услови, тогаш он не е задолжен, па некои други законски работи да ги така. Проверки, психофизички, физички способности, така натака и така натака. Ние то го немаме регулирано со закон, со акти и правила, и затоа не таква ситуација. Не само што рековте дека еве бригадата како служба постои 181 година, се сеќавам дека кога бевме на одбележувањето на денот, рековте дека и самата зграда е многу стара каде што се наоѓа противпожарната служба во Битола. Па не знам зградата, или она што јас гледам некои слики од интернет и што наоѓа по туториалите, па некаде можеби 1890 година градена и така. Значи е старо нешто. Колку чести се повредите на терен кај пожарникарите? Еве конкретно за во Битола ќе зборуваме, кога има интервенции на терен, се случуваат ли повреди на пожарникарите, колку тие се чести? За среќа не е зачестеност, има случаеви, значи фала Богу да сега, од кога сум јас на обува единица, да ги поредно, нема некои последици со трагични последици,
немало ситуации со тешки повреди, значи сепак се внимава, затоа што пожарникарството, односно пожарникарите, кога одат на интервенција, не само што е морална должност, него му и обврска да внимава пред за својот колега до него. Заради тоа што кога се оде во интервенција, никогаш пожарникарот сам не оди, него минимум двајца. Затоа е тоа. Значи помош, само помош, затоа што не знае, значи кога се влегува во еден објект, не знае каква ситуација, што може да сретне. Може да стане експлозија, може да што и сека. Затоа се одат двајца, ако имаме уште повеќе, значи би одели цела екипа, тројца, четворица, зависно што гаси, во кој правци се оди. Значи досега не чува го, ајде да се изразам народски, дека сте немале таква, а не значи дека не треба да имаме соодветна обука, не значи дека не треба да имаме соодветна заштита од прва помош, али најважното не значи дека не треба да имаме соодветна лична заштита на пожарникарот. И пак се враќаме на почетното. Да имаме, ама колку време? Кога, како? Мислам дека ајде ќе се изразам нешто кој што не би сакал да свати во негативно, дека станавме до дното, затоа што се функционираме, али ми се чини дека е последен момент, значи рез, за да се почне, а во државата има луѓе кои што стварно ја познаваат проблематиката, ако не мора да имаме соседни земји кои што многу понапред дојда во пожарникарството, кои што без никакви проблеми ги прифаќаат искуствата и стандардите кои што се во Европа. Така да, иначе, интересна работа, не само поготово широката јавност, кога доаѓаат колеги од странство, од страна кај нас во единицата, и кога ќе видат нашите пожарникари како работат, тие се восхитуваат. Па вие сте, вика, адреналински настроени, да. Значи, за нашиот пожарникар нема нерешена ситуација. Значи, независно каква му премата се тоа. Али не е тоа. Значи, со посовремена, пософистицирана плена, со поголема обученост, со поголема сигурност во она што го носи на себе. Знаејќи дека тоа дело, заштитно дело, ќе го во еден период од 10 до 15 минути може да го заштити на температура на зрачение од 700-800 степени. Или дека тој шлем може да го заштити со топлотен бран од 1000 степени и така натака и така натака. Значи, кога би имале таа работа, значи би имале далеку помалку и нормално поефикасни и се ефикасни. Имат ли обуки пожарникарите во текот на една година, вежби, нешто со што еве се одржува физичката подготвеност? Но многу е битна и психичката подготвеност кога се во прашање кога ќе дојде до состојба на пожари. За сето тоа да биде организирано и да влезе во програма. Значи, да биде организирано да влезе во програма, пак не требаат луѓе. Значи, имаме ние достаток на луѓе. Дајте се. Денес е на смена 8. Сега, денес, значи, тие што ми на смена, треба да биде припремен во секој момент. Не може една екипа 4-5 души доди да тренира, значи да вежба. И да биде на располагање, доколку има интервенција. Да. Значи, тоа не е возможно. Иако ние во такви ситуации си преземаме ризик, нешто кога ќе оцениме командирите дека нешто во моментот фали, или дајде да се позабравили, или оддавна не го направиме, ние тоа го правиме, али тука во склопот на кругот. Во кругот го знаете вие што може да се направи. Затоа, кога би имало тогаш таа програма. Пак, кога веќе зборуваме за ова, пак она ни фали правилен акт. Значи, на законска регулатива. Така да, све е поврзано со организираноста, све е поврзано со поставено законската норматива. Каква е совестноста на граѓаните? Колку кампањите кои што ги имате со цел за спречување на појава од пожари во денешно време, во годините наназад помагаат и ја будат свеста кај граѓаните за да не се прави тоа? Па јас мислам дека, и убеден сум дека овие кампањи сепак вродуваат со ход. Вродуваат со ход. Ние последните 3-4 години, да не се завексиме, немаме некои големи проблеми во однос на шумските
и пожарите на отворен простор, додуше и временските услови ни годат, затоа што пожарникарот, да речем, најпријатно со себе кој ќе врне, затоа што знае дека после 3-4 дена, поготово летниот период, може да се очекува, да речем, стабилен период. Значи, али сепак мислам дека граѓаните се онако. Имало случаи, ги имаше такви случаи, и ние ги имаме точно лоцирано. Како сега, што беше последниот пожар таму над Снегово на 1424 метри надморска височина, да запали пожар. Ништо нема мотив, нема причина тука, не е онако. Најдавме дека во тој дел има бачило овци, не сте ни истражни органи да тврдиме, али со голема доза на сигурност, да не кажем 99%, дека он го запали. Значи, што? Затоа што ни гром имаше, ни сонце јако имаше да се направи, некој го запали. Али затоа треба другите структури во општеството, државата, полицијата и страгите да се го каже своето. Значи, не може. И мислам дека се помалце и помалце имаме палење на меѓи и чистење. Не дека има. Особено во овој период беа актуелни. Поготово периодот март, април, мај, значи кога се чистат, али во однос на годините кои што имавме, ја се надевам дека вредува плод, да речем, и сите овие, да речем, апели ние кои што ги даваме преку вас, преку средствата за земја, секој наше појавување на онако дават резултати. И едукацијата на младите исто така ни еден голем плюс. Застапени сте и во основните училишта, и во градинките, и во средните училишта со кампањи на кои што имавме, знам, минатата година во училиштата симулација на пожар, на земјотрес, такви некои незгоди, за тоа како треба да реагират учениците кога ќе дојде до ваква ситуација? Ако се сеќавате, се и прешлата година дававме на констатација и сега, дека има заинтересираност во образовните институции. Ali има и заинтересираност од поединци. Тоа значи дека дали заинтересираност на директорот или некој си наставник или професор кој што има таа, како се вика, таа настава едукативна или во проектите, програмите кои што ги имаат. И така натака. И се додека е тоа така, може да имаме се помалци и помалци или повеќе. Ако би имале повеќе, само тогаш ако тие, да речеме, проектни задачи кои што ги фаќат, влезе во нека нека законска рамка. Затоа што во оној период, значи во оној период пред кога живеевме во бивша Југославија, тогаш имаше задолжителни предмети за заштита и спасување. Затоа мислам дека време е да се размисли, значи во делот на образованието, значи да се размисли, да покрај тие факултативни предмети, еден од таков факултативен предмет, нека го сега јас би предложил нешто, да го крстат како заштита. Значи, кој што внатре би влегол све, и пожарникарството, и одбраната, и опасностите, демијатните појави, превенција, светоте. Затоа само така со организиран, ајде да речем, правец, само тогаш би имале резултати. Иначе, моето убедување во однос на противпожарната заштита се од периодот кога предавав како професор во Центарот Пандекајзерот, да речем до 1982 година, до 2005, беше тоа што, каде што во тој период, значи во тој систем, имаше организирана цивилна заштита. Тогаш 99% вработените мора да посетат обука, каде што меѓу другото се предаваше и наши се, веројатно постарите слушатели глас, знаат тој, некои биле на таа обука, задолжително противпожарна заштита и така натака. И во тој период имавме ние, кога правевме во тој период вежби или така, имавме ситуација каде што граѓанинот знаеше, беше запознат, али недоволно.
А не би сега во овој период кога таа организирана обука е изоставена, може да замислите каква ни е обученоста на болност, не само на младата популација, него општо и на граѓаните, дека обученоста од противпожарната заштита на жалост е многу малку, да не речем нула. Еве пример, ако дојде до ситуација на некој поголем пожар, кога треба да се пријават доброволци, дали младите се пријавуваат и колку ете токму ова незнање за тоа што треба и како треба да се прави во ситуација на пожар, кој што самите рековте порано имало предавања, постарите се повеќе запознати со овие работи? Најдобрата заштита кога имаме пожар, значи веднаш да се јави на 193. Значи тоа е најдобрата заштита. Да не покушава сами да го угасни пожарот, значи сега да најдеме во на контрдикторност кој што самите викаме дека секој познавајќи го како е карактерот на пожарот, дека може се на чаша да го изгасни. Него во смисла, значи ако е стварно пожарот озбилен, самиот да процени, значи ако имаме пожар на електрично броело, он не може да го изгасни. Ако имаме пожар предизвикан од плинска боца, поединецот не може да го изгасни. Значи, тоа дефинитивно. Значи, не може да тури чаша вода и да го угасни. Него ако имаме некои почетни пожари. Значи, најдобрата заштита веднаш 193. Значи, со цел да не губиме време, да не губи време единицата, да дојде до тоа. А во однос на превентивата која што може и треба да знае секој поединец, независно од најмалото, пак ќе кажам, па се до највозрастниот, тоа е веќе нешто сосема. Кој е сега неколку превентиви, неколку параметри само ги кажам. Па не може домаќинката, тука му е печката, односно кујната, над кујната ставила, не знам што, драфера и некој завесе, или ставила некои сиролетни, пластифицирани, или сега во зимскиот период имаше домаќинот вентилацијата ја ставил во оџакот, или пак грејното тело од печката, независно од палети или дрво, или што го ја ставил во вентилацијата, или, значи, тоа се превентивни мерки кои што секој граѓанин треба да ги знае. Значи, не треба тука филоз да знаејќи дека може да настане пожар. Летото е пред нас, појавата на пожари, да се надеваме дека ќе биде поретка, но еве, за крај уште еден апел од вас до граѓаните, кога се во прашање токму летните периоди. Па мојата праци сега, значи, забрането е, ајде сега ќе кажам од се, така по-важно. Значи, забрането е палење на пожари на отворен простор. Секој палење на пожари на отворен е кривишно дело. Значи, тоа е доволно кажува, значи, мислам, ова што го кажам, доволно кажува, дека стварно е строго забрането. Заради тоа што 99% од пожарите на отворен простор ги предизвикува човекот. Голем дел, голем процент намерно, а помал дел од невнимание или од немарност. Тоа значи било некаде друштво, не е битно. А и тоа е тоа. Запали логор, не го изгасал доволно, не го долокализирал тоа е тоа невнимание. Али повеќето се пали на внимание. Значи, строго е забрането. Заради тоа што не знам кое е задоволство. Значи, не можеме да разбереме кое е тоа задоволство да се пали оган надвор. Ајде, ако се наоѓаме во шума во ноќен период, па да се загрееме во ред. Значи, може да се загрееме, може све да направиме тоа, ајде земи, мислим, што викаме, биди домаќин до крај, биди совесен до крај, земи и изгасни го. Зошто да го остави? А пак не можем да замислам, а има ги и такви, значи, кои што намерно прават. Значи, сепак е тоа нешто кој што има проблем. На луѓето е проблем, да земи за да гледа дека гори нешто. Тоа не е замислено, затоа што знаејќи дека за краток период, од неколку сати може јадници хектари шума да се изгори, а знаејќи дека таа шума, за да се обнови таа, значи само временски период, ни треба најмалку 20 години.
А каде е тука материјалниот потенцијал? Да се надеваме дека ќе ги имаме се помалку ваквите случаеви. Јас ви благодарам многу што еве денеска имавме еден интересен разговор, дека ќе имате се помалку интервенции, а дека ќе се решат голем дел од оние проблеми и прашања кои што се поврзани со противпожарната служба, не само во Битола и на територија на цела Македонија. Јас сум убеден, дека некои работи мора да се направат, значи едноставно мора. Значи мора да се изврши реорганизација, ако сакаме да функционира. Мора да сватат раководните органи, државни, локални и така натаму, дека ова служба треба да постои и е за народот, дека е скапа е, дека финансии нема, али мора да функционира. Значи, затоа што кој е бенефитот ние ќе го добиеме ако граѓанинот не го доби, не он ги добива, али не го добие квалитетно, брзо и навремено сетата. Јас се надевам дека мора да му престои, значи, подобра иднина, значи подобра иднина за пожарникарството, заради тоа што постоелото, ако постоело пред 181 година, се враќам, може и сега и треба да постои. Ви благодарам уште еднаш, драги гледачи, ова беше Костадин Поповски, командир на противпожарната служба во Битола. Имавте можност еве да слушнете еден разговор за функционирањето, но и работата на оваа служба.